Добре, криптоентузијасти, еве на повторно техничка анализа, долго време не сме имале и ова ќе биде даскалска техничка анализа. Ќе се посветиме на некои лекции кои сме научиле во минатото, со цел да се вратиме малку назад, затоа што гледам дека има доста фад на пазарот, па некои работи мораме да повториме. Затоа што уште нешто ќе напоменам, добив некакви обвинувања дека наводно јас ве водам во некоја си погрешна насока. Трите главни прашања кои што ми беа поставени, јас ќе ги одговорам технички со соодветни податоци сето тоа, а уште еднаш ќе напоменам за оние кои што се можеби нови на нашиот канал, ова е едукација. Ни по точка разно никој од вас мене не ми платил за јас да ви кажам што да правите, ниту пак јас работам за некој од вас за да ви кажам што да правите. Ова што јас го правам затоа што јас тоа го правам на пазарот и од моја добра волја го споделувам со вас како македонска нација, затоа што сакам и вие да знаете што повеќе во однос на сето она што јас го правам. Дали е тоа техничка анализа, дали е фундаментална анализа, вести на пазарот и сето тоа со цел да знаете како да го читате пазарот и подобро да профитирате од истиот. Така да уште еднаш морам да напоменам, ова е клучно во нашиот канал. Јас ниту по точка разно не ви кажувам што да правите на пазарот, јас само ви кажувам што јас правам на пазарот, а секој од вас мора самостојно да одлучи дали е спремен да го прифати ризикот кој што го носи овој пазар и дали сака да се сноси со истиот. Така да, сето ова што јас го правам доброволно, со моето слободно време. Уште еднаш ќе напоменам, можеби е глупаво, но после операција јас не можам да седам, стојам и правам 1 час видео затоа што сакам да го направам ова за македонската нација и вакви обвинувања за мене се доста лични, затоа уште еднаш ќе напоменам, јас сето тоа како и секогаш, соодветно ќе го образложам со податоци, а вакви неосновани обвинувања, доколку не знаете што да кажете, подобро не кажувајте ништо или гледајте, имате таму, како што кажав ја, Тесла, Мерцедес, имате еден куп едукација, нели? Слободно гледајте било каков друг канал, мене воопште не ми смета. Сега. Тоа се трите основни прашања кои што гледам дека многу од луѓето ги мачат, така? Прво ќе споредиме што се случува после секој халвинг со биткоин и алткоини, затоа што многу од луѓето очекуваат дека веќе ќе возат ламборџини, така? Уште од почетокот на нашиот канал зборуваме дека крипто е маратон, не е спринт, нема да возиме ламборџини преку ноќ, нема да одиме на месечината преку ноќ, тоа се глупави фрази кои што ги користат дечишта на интернет, кои што немаат по паметна работа и купуваат, кучиња со капа. Втора битна работа. Ќе објасниме каква е добивката на алткоините во еден циклус наспроти биткоин, со тоа што ќе земам најпросечни коини. Ама најпросечни коини ќе земам, така? Најпросечни коини кои што немале некои посебни напредоци, но се полого време на пазарот, за да објасниме дека дури и најпросечните коини имаат многу подобар перформанс од биткоин во поголемиот процент и се многу посигурни во оваа ситуација кога имате многу помало портфолио. Ќе објасниме зошто, затоа што е многу полесно да го следите вториот бран со алткоини, наместо да се надевате дека сте го фатиле точно првиот бран на биткоин. И сето тоа дебело ќе го објасниме, како и стратегијата за биткоин на потоа алткоини. Многу лесно е сега, откако направивме 4x на биткоин, многу е лесно сега да се зборува како било тоа едноставно да чуваш до сега во биткоин, па сега да ги промениш во алткоини. Уште еднаш ќе се задржиме и на таа тема и ќе образложиме дали е тоа така лесно како што изгледа и дали поголемиот дел од вас ќе успеете да го направите и доколку успеете, што се би пропуштиле во истиот тој период. Така, сега. Јас овдека направив една сосема нов чарт, каде што го ставим само биткоин и ова се самите халвинг периоди. Со тоа што не ни е потребно дури ни волуме, ништо не ни е потребно, само основен биткоин чарт, со тоа што не е ни алгоритмично, ова е ставен на основен чарт, со цел да можеме да видиме точно кои се неговите скокови, со тоа што ќе направиме споредба од 2 по 4 различни алткоини со биткоин и сите халвинг периоди. Така, овдека веќе имам поставено некој одив кој што знам дека се полого време на пазарот. Ќе оставиме во првиот BNB, ќе го ставиме XRP, ќе го ставиме Litecoin и ќе го ставиме Ethereum, да речеме. А потоа ќе додадеме и други коини, додуша и вака е доста полно. Да, можеме уште еден да додадеме, не е така страшно, рековме уште Ethereum, USD ќе го додадеме исто така и ќе видиме како изгледа. Сега. Не забравяйте дека 2012 година халвингот скоро и да немало други коини, знаете и сами, има некои коини кои што веќе не постојат. Првите коини кои што званично постојат после тоа се Litecoin,
Ethereum и XRP. Со тоа што прво XRP, потоа Ethereum. Значи првиот халвинг можеме да го заборавиме. Сега ќе се придвижиме на вториот халвинг, така. Каде што сакам прво да погледнете чартот на биткоин и да погледнете дека не веднаш алткоините добиваат свој памп, така. Значи погледнете. Алткоините биле буквално флетлайн додека биткоин почна да се движи нагоре. Сега проблемот е што дека не е ставено алгоритмично, доколку е, еве како ќе изгледа, само да видам кој беше на мислам дека беше овој. Само момент. Погледнете. Значи нема да можам убаво да видам како тој, само момент. Погрешен коин, каде отиде биткоин да видам, само да го наместам. Еве како изгледа, значи ова е биткоин, еве го наместив чисто да видите како изгледа, значи погледнете сега. На почетокот сме имале 2 месеци, тоа е во 2016 година, 2 месеци сме имале пад, каде што алткоините исто така крвареле, можеме да видиме, иако овдека е многу мало, значи мало е затоа што погледнете скокот кој што го направиле подоцна. Она што постојано го зборуваме, така. Значи 2 месеци за време и после халвингот, значи пазарот крварел. Со тоа што после тоа, значи не сме имале ние веднаш памп, сме имале месеци опоравување постепено нагоре пред конечно да забрза булмаркетот во најголемиот до сега булмаркет за 2016-17 година е практично и нели најуспешниот кога станува збор за алткоин. Така. Со тоа што погледнете. Значи од самиот халвинг и овој еден месец да речем корекција после халвингот. Погледнете, поминале 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 месеци пред конечно алткоините да почнат да се движат, а биткоин се движел нагоре. Така. Значи во овој период што се случува? Ова е многу битно затоа што многу луѓето го забораваат. Голем дел од капиталот и понатаму продолжува да влегува во биткоин. Зошто? Затоа што биткоин е најпримамлив. Биткоин продолжува да се движи нагоре, биткоин ќе оди до 200 милиони, значи стандарден муавет, секој булмаркет, ништо ново. И во тој период, значи имаме стагнирање како што можеме да видиме, значи овде ќе имате едни од најголемите коини, така. Binance, XRP, Litecoin, Ethereum. И ниту еден не се придвижува нагоре. За разлика од тоа, биткоин продолжува да се движи нагоре. Што се случува? Биткоин како најатрактивен во оваа ситуација, затоа што е најголем и е first mover, значи затоа се нарекува. Прв е оној кој што го пробива пазарот. Капиталот се движи во кој? Во биткоин, така. Што се случува после тоа? Кога биткоин иницијално ќе го направи овој енормен скок. Голем дел од овој капитал, посебно од китовите, сега зборуваме луѓе кои што се многу долго на пазарот, кои што имаат големи количини на биткоин, сваќаат дека главниот потенцијал на биткоин е веќе исцрпен и што прават потоа? Инвестираат во алткоини. Што се случува со алткоините кои што имаат неколку пати, ако не и десетици и стотици пати помалку маркет кап, истите експлодираат затоа што имаат премногу мала маркет капитализација. Така. Погледнете го скокот кој што го направиле алткоините наспроти биткоин во следниот дел од булмаркет. Така, да видиме дали било исто и понатаму. Во следниот дел од ова е следниот циклус, така, значи ова се коини кои што издржале цели 2 циклуси и многу лесно можеме да видиме како тоа изгледа. Значи овдека погледнете сега. Халвингот ние сме го добиле практично ова е халвинг следниот, значи за жал не може да оставам затоа што има месечна свеќа, како и да е. Значи ова е халвингот, така. После халвингот, погледнете, сме имале 1, 2, 3, 4 свеќи во кои што цената постепено се движела нагоре, 5 конечно да експлодира. Значи дека 4 до 5 месеци биле потребни. После халвингот во 2020 година, да цената конечно да експлодира. Што се случува со останатите алткоини, погледнете? Стагнира. Дури кога конечно биткоин експлодира, тогаш и алткоините го следат овој тренд. Уште еднаш, зошто е тоа така? Значи тоа е стандардниот начин на кој што функционира капиталот во алткоин сезона. Нормално е, еве ќе ве прашам вас, ако вие имате 1000 биткоини, сте ги купиле на апсолутното дно, така, значи сте ги држале во целиот овој период, сте направиле 3-4x. Сега дел тие биткоини ги префрлате во Ethereum, во XRP, во Solana, во што и да е, и добивате масивен памп, затоа што знаете дека главниот дел од пампот на биткоин е веќе исцрпен и сега останува алткоините да го следат тоа. Без разлика дали вие ќе го направите или не. Многу луѓе ќе го направат, се разбираме. Значи ќе има многу луѓе кои што ќе го направат тоа. Затоа што ова е нешто веќе видено и знаат дека е сигурен профит. Се разбираме. Значи ако имате 1000 биткоини, ова е одлична стратегија. Но дали имате вие 1000 биткоини? Имате ли вие 1000 биткоини за да можете
дел од тие биткоини после да ги префрлите во Етериум, вашиот дел, значи голем дел профит од вас ви е загарантиран. Со 1000 биткоини ако направите 3x, вие сте направиле енормна сума на пари. Сега со оној мал дел кој што можете да го ризикувате, го ставате во алткоини многу лесно, но ќе се вратиме ова е тоа моментот каде што многу луѓето мислат дека ова лесно да се направи. Значи, сега се задржуваме на овој дел. Сега, значи видовме дека потребни се неколку месеци после халвингот. Ние имавме халвинг на 20 април. Ние не сме имале ниту 2 цели месеци. Така. Значи не сме имале ниту 2 цели месеци. А овој дел, погледнете колку е добар за акумулација. Значи погледнете, ова е одличен дел за акумулација. Погледнете. Значи одличен дел за акумулација. Одличен дел за акумулација затоа што знаеме што следи историски. За сите алткоини, тоа е уште поинтересно. Каде што знаеме дека за сите алткоини следи исто, се разбираме. Тоа е жалниот дел. Значи ние го поминавме најтешкиот дел. Така. Значи ние го поминавме дното. Поминавме преку најтешкиот дел и сега кога дојдовме да го завршиме халвингот и сега гледате, значи некои алткоини имаат подобар перформанс од некои други, така. Значи во оваа ситуација Ethereum и BNB имаат солиден перформанс, така. BNB не направи голем пат, плюс истиот порасна, Ethereum исто така, за разлика од тоа, гледаме дека Litecoin и XRP не пораснаа, што значи дека нивниот bull market се уште не почнал. Но една единствена цел која што е сигурна е што? Ќе дојде, значи погледнете, без разлика кога, некој порано, некој подосна, но bull маркетот за сите алткоини ќе дојде со сигурност, се разбираме? Тоа сакам да ви го кажам. Значи неизбежен. Сега, разликата е во тоа, кои алткоини вие ќе ги одберете и колку профит ќе направите. Сега ќе се вратиме на овие 4 алткоини да видиме како истите се мерат со профит во претходниот bull маркет наспроти биткоин, така. Значи ова е биткоин чартот на кој што моментално ќе измериме колку профит направи во претходниот bull маркет, буквално од апсолутно дно до апсолутен врв. Така, еве го апсолутното дно, нешто што никој нема да го направи сигурно, но еве ќе го направи 1976%. Тоа е ако сте успеале да купите на апсолутно дно и сте продали на апсолутен врв. Научна фантастика. Но еве денеска ќе попуштиме, нема проблем, еве сте успеале. Ethereum, кој што е втор по големина, така. Иако има многу помал маркет кап, најчесто 3 пати помал маркет кап, погледнете. Ethereum направил 5700%. 5000, значи дупло и повеќе од дупло направил биткоин. Значи 2,5 пати повеќе од биткоин направил од дно до врв. Така. Дали е попаметно да инвестирате во Ethereum или во биткоин? Пак ќе ве прашам. Да, значи уште еднаш ќе напоменам. Вие гледате канали. Уште еднаш ќе напоменам, гледам баш за тоа ми се запна, нели, овие коментари, беше муабетот као, абе ти зборуваше против Бенџамин Коен, против тој како се викаше со баба му Герет Соловој. Значи, тие луѓе имаат по 100 биткоини. Дали вие имате 100 биткоини? Многу едноставно прашање. Вие не се наоѓате во нивната категорија на инвеститори. Кога вие ќе имате 100 биткоини, 1000 биткоини, тогаш вас не ви е проблем, вие немате потреба да гледате алткоини. Вие може комотно да ги избришете сите чартови на алткоини и да се инвестирате само во биткоин. Кога ќе дојде дното, гледате како едноставно успеавме точно на дното да алоцираме. Така, сега знаеме дека се движиме кон врв, веќе сме во профит, значи сакам да кажам дека ако јас сум имал сега моментално милиони, јас исто ќе сум инвестирал во биткоин, ја не мога да се малтретирам да барам алткоини еден по еден, кој е попотенцијален, се разбираме? Но затоа што 99% од луѓето кои што гледаат мојот канал, сум сигурен дека немаат 100 биткоини, значи, она што јас ви го кажувам е што јас правам на пазарот, а вие пак треба сами да одлучите дали е паметно да инвестирате во биткоин и да направите 3x, како што е тоа случајот моментално, но за тоа малку подосна. Сега зборуваме за претходните циклуси да видиме како се мерат, така. Значи, пак ќе кажам, сами одлучувате. Јас само ви покажувам статистички податоци, така. Кој е следен? Следен е Binance. Еве да видиме што направил Binance. Значи, биткоин е 1976. Сега ќе оставиме Binance и да видиме што направил Binance и понатаму ќе ги испоредиме, нели сите, со цел да имаме представа дали е попаметно биткоин или е попаметно алткоин. Значи, се ќе објасниме поред. Еве го, апсолутното дно на Binance, 2020 до апсолутниот врв, 10.300%. Трет поголемина коин, ако го земеме USDT надвор од оваа трка, значи трет поголемина алткоин во целата игра, така, 10.000%. Следен исто така ќе го земеме XRP, кој што беше многу слаб во претходниот bull маркет, не заборавајте, значи поради тужбата на SEC, истиот буквално значи не успеа да има солиден bull маркет, имаше стагнантен, да речем, bull маркет. Значи еве ќе видиме што направил во секој случај.
Значи 2020 година, ова е дното до апсолутниот врв. Значи практично скоро колку биткоин со тужба од SEC. Значи не заборавајте, XRP беше еден од првите кој што го јадеше од SEC. Значи со тужба од SEC успеа да направи 1600% од апсолутното до апсолутен врв. Така. И последниот кој што го имавме овдека е Litecoin. Значи уште еднаш се враќаме на фактот дека не сите алткоини ќе имаат, нели, ултра успешен bull market, некогаш има алткоини кои што едноставно, нели, нема да успеат, тоа е реалноста. Само да го најдеме алткоин овдека. Мислам дека беше негде на низ, само да видам каде, ево. И алткоин кој што буквално не правеше ама апсолутно ништо. Значи претходниот bull market алткоин, овој алткоин немаше ни една вест. Немаше ништо за кое што ја можам да кажам, абе, леле, знаеш што се случи алткоин? Мислам, Litecoin, погледнете. 1700%. Без никакви вести. Само со тоа што постои и затоа што е, нели, форк на биткоин. 1700%. Така. Значи од овие 4, два направиле екстремно повеќе профит од биткоин, два направиле отприлика колку биткоин профит. Така. Сега ќе ставиме други, чисто за да видите дека ова се само најпросечните. Значи не заборавајте, ова се екстремно големи, исто така да не го забораваме и тој дел. Јас овдека не сум ставил алткоини од типот на Harmony One да видите тие што направија претходниот bull market, така? А ние имаме многу алткоини кои што се многу помал market cap, така? Сега ќе додадеме некои други, чисто да видите, нели, да ги испоредиме. Bitcoin Cash ќе го ставиме, Tron ќе го ставиме, до и ADA е, например, малку постар, можеме да го ставиме, Tron ќе го ставиме, да видиме дали има уште некој што е малку постар кој што можеме да го ставиме овдека. Мада линк не е стар, тоа е проблемот, он почна претходниот bull market, но три ќе земеме сега, 7, така. Значи истата ситуација, така. Значи овој bull market дури погледнете, затоа што истите почнале касно, значи можеме да видиме дека нели се касно почнати, па затоа и касно скокнале. Но овдека, на пример, погледнете. Значи овдека ние истата ситуација. Почна прво се движи нагоре биткоин, а потоа останатите, некој порано, некој подоцна, така. Затоа што ако овдека го додадаме и Chainlink, на пример, тогаш ќе видиме тоа што јас го зборував претходниот пат, значи на почетокот на овој видео, ќе го зборуваме малку подоцна, дека има коини кои што многу порано влегуваат во својот bull market, како во оваа ситуација Chainlink, како во овој bull market, кои што ни се и Solana, верувале или не, и Render, и Injective Protocol, делумно и Avax и останати, значи има доста кои што се веќе солидно влезени во bull marketот порано, така како што во оваа ситуација тоа е Chainlink. Но тоа се ретки коини, не се сите така, се разбираме. Поголемиот дел од нив, како што можеме да видиме овдека, влегуваат подоцна во самата алткоин сезона. Сега, истата ситуација, значи погледнете, потребни се месеци пред конечно да добиеме bull market. Сега да испоредиме и истите, значи пазите, претходно беа најосновни, значи најдолгите, оние кои што најдолго време беа на пазарот, со тоа што некои од нив се со тужби, некои од нив се со никакви напредоци. Сега, например, прво ќе оставиме Bitcoin Cash, устари, како ќе дојат, ајде да видам, треба да ги најдам прво. Значи, рековме ADA, ајде ADA прво најдовме. Значи, ADA во претходниот bull market, наспроти 2000% на Bitcoin, направила 18.000%, така. Пак ќе кажам, претходно беа најголемите, ова се помали, така. И да видите сега колку е голема разликата кога се помали коините, така. Значи, да го земеме Tron. TRX, само да најдам каде е. TRX. Претходниот bull market истиот направил 2500, така. Значи, солидни 600% повеќе од биткоин. Следен го имаме Bitcoin Cash и Link. Link болји да не го споредувам, затоа што ќе се разочарате од животот, како што јас се разочарав кога си го продавам, за жал. Само да видам каде е Bitcoin Cash. Ододов само поради оваа прилика, иначе искрено не го сакам овој коин воопште, ова е само неуспешен форк на биткоин, но чисто да видиме како тоа изгледа, значи 2018 практично го направи своето дно, после неуспешниот форк, иако нели за некој е се уште успешен, 2100, значи неуспешен форк на биткоин е подобар во перформанс од самиот биткоин и нормално овдека ќе го земам линк чисто за да видите па што се случува со коини кои што се прв пат. Значи, прв пат во својот прв bull market. Што се случува? Значи, замислете кога сега ова се коини од типот на оптимизам. Погледнете. 44.800. Значи, ние не земавме мали, затоа што тоа е веќе нефер, така? Но во оваа ситуација тоа се финансиите.
Каде се сега вашите оптимизам, како што кажав, значи, ICP во својот реален прв бул маркет, Рендеров дека треба да го земе. Значи, ова се коини кои што имаат свој прв бул маркет, така? А ги има доста. Овдека ќе биде и ASI, овдека ќе биде и Alchemy Pay, имате уште еден куп овде како проложам надолу, се разбираме, кои што се во реално својот прв бул маркет и досега не искусиле масивни пампови, се разбираме. Што значи дека од првиот дел кој што треба да го споредиме, гледаме дека што заклучивме. Алткоините доаѓаат подоцно, значи потребни се неколку месеци после халвингот за истите да почнат да прават пампови. Но кога тоа ќе се случи, истите се погледнати. Значи ненормални, така? Во исто време не заборавате што е една многу битна работа. Гледаме дека најдобриот дел за акумулација најчесто е после самиот халвинг, каде што цените постепено се движат нагоре и се уште се ниски во однос на она што го очекуваме во следниот бул маркет. Без разлика кој коин ќе го додавам овдека, верувајте ми, без разлика. Значи, кој да го додадам ќе биде истата ситуација, се разбираме? Затоа што така функционира пазарот. Потребно е прво биткоин да го направи својот скок, за потоа да следат алткоините, се разбираме? Сега, значи споредивме и колку време е потребно, значи гледаме дека историски, затоа што ние немаме многу циклуси, имаме само два циклуси во кои што постоеле алткоини во кои што можеме да видиме колку време им било потребно за истите да почнат да се движат нагоре. Така. Што значи дека само толку материја имаме моментално за да можеме да споредиме. Но од она што го имаме, гледаме дека многу посолидна е заработката на алткоините, уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте овде дека јас не земав алткоини од типот на, пак ќе кажам, Harmony One, значи Solana, кои што претходниот бул маркет направија пуздер, направија 100.000% плюс, наспроти 2.000% во биткоин. Така. Сега, значи очигледно е дека ако вие сте акумулирале коини, значи уште во самото дно, сега тој дел е многу битен. На пример, јас ќе ставам коините кои што јас највеќе сум акумулирам. Така, значи најголемите торби мене ми се ADA, мене ми се Link, исто така XRP, значи ова се најголемите торби кои што ги имам. Така, трите најголеми моментално и до тебе ќе оставам овде уште од самиот почеток, значи ова се оние кои што најдолго ги акумулирам. Така. Зошто ги ставам овие? Погледнете. Значи јас сум ги акумулирал овие во најдлабоките делови на овој bear market. Така. Сега погледнете каде се ногеле цените кога ние купувавме на почетокот, сеќавате, ова е пропаста на FTX, овие крвави денови, така. Значи ова е целата она 2022-2023 година кога што имавме највеќе крв на пазарот, така. Значи ние овие алткоини, јас сега зборувам за мене, вие направете си ваш чарт, додадете ги вашите коини и гледајте каде сте ги акумулирале. Значи јас сум купувал Link, ADA, XRP, DOT, моите најголеми торби на апсолутното дно. Погледнете каде сме акумулирале. Значи, нормално, ние тоа го представуваме постојано на чарт, значи, чисто за оние кои што можеби се сомневаат, значи, ние правиме постојано апдейт на нашето портфолио и погледнете. Значи, ако моментално го вратиме назад на дневно ниво, овој чарт, ќе погледнеме дека најголемиот дел од нашето портфолио, значи, ова е биткоин чартот, сме го акумулирале каде? Значи, овдека ние стававме по 20 до 25% од нашето стейблкоин портфолио во алткоини. Погледнете. На апсолутното дно. Така, и ако ова го споредиме моментално назад, со каде се наоѓале на апсолутното дно овие алткоини, погледнете, значи ние сме ги купиле на апсолутното дно, се разбираме. Ние сме ги купиле уште пред овој период на градуелна експанзија пред експлозија. Се разбираме? Значи, еве ви прост пример, наједноставно и најдетално објаснето, погледнете. Значи, ако се вратите назад на нашите видеа каде што ние кажуваме дека овдека сме алоцирале 10, овдека сме алоцирале 20, овдека сме алоцирале 25% од нашето портфолио. Оние најголеми делови од нашето портфолио. Во апсолутното дно гледаме дека тоа е најдобрата позиција каде што потенцијално би ги купиле овие 4 големи вреки кои што моментално ги имаме. Така, што значи дека јас сум купил на апсолутното дно. Зошто ви продам овде? Зошто? Каде што некој од нив се во акумулација, некој веќе скокнале, значи зошто ви продам овде, кажете ми. Кога знаеме што се случува после халвингот, погледнете. Значи знаеме што очекуваме после халвингот. И да не се толку успешни колку што да речам луѓето очекуваат. Ова се мали маркет капови. Значи ова се 1/10 од биткоин и помалку, многу помалку од 1/10 од биткоин. Значи дека истите имаат енормен потенцијал, се разбираме. Јас ги бирам поради нивните технички особини, поради тоа како се развиваат партнерствата, што представува проектот, што се обидува да реши, што значи дека јас дебело истражувам пред да ги одлучам овие работи, нормално,
И дури и да не се толку екстравагантни како Solana која што никогаш не работи, но и понатаму ете тоа е тоа. Значи не можете да погодите се на пазарот, дури и тоа ми беше профалено. Значи Solana никој не го менува фактот дека Solana не функционира. Значи 70% од трансакциите на Solana и понатаму се невалидни. Bounce back, така ги нарекуваат. Што значи дека јас не сум направил грешка. Јас сум одлучил да инвестирам во проекти кои што функционираат. Сега тоа што некои VCs, venture capitalists, големи капитални организации одлучиле дека ќе инвестираат во овои проекти покрај тоа што прави глупости, тоа е нивни проблем, тоа не е мој. Значи јас инвестирам во она што гледам дека функционира. Така. Сега како сето тоа ќе се заврши новиот bull market останува да видиме. Јас многу пати сум кажал дека јас сигурно нема да ги погодам сите алткоини. Тоа мислам дека на сите ви е јасно. Никој од нас нема да ги погоди. Така, ќе се појават нови шампиони кои што никој не ги очекувал, никој не знаел ни како се викаат. Преку ноќ ќе скокнат на 10-то место од топ 10 алткоини. Тоа не го менува фактот дека и понатаму сите алткоини ќе бидат профитабилни, освен оние кои што дели ќе бидат скем или ќе се распадне проектот или ќе направат рак пул, се разбираме. Што значи дека на крајот од денот, доколку направите соодветно истражување и она што го бирате во однос на нивната техничка издржливост, партнерства, она што го прават, како напредуваат, имате многу поголема шанса за профит. Овдека е веројатноста за профит битна, се разбираме. Некој од вас ќе закачи добри проекти, некој од вас ќе закачи средни проекти, профитот и понатаму останува да биде сигурно солиден, се разбираме. Значи, сега веќе е што ќе имате во портфолиото, се разбираме. Сега, значи првите два дела, ја мислам дека детално го објасивме и гледате, значи преку соодветни примери, ви покажав, значи дека сме го направиле тоа ние на пазарот, значи јас не измислувам, погледнете ги назад овие видеа, значи затоа постојано правиме апдейт на портфолио баш поради вакви причини каде што многу од луѓето мислат дека нели ме фатиле или нешто, не знам како и да е. Значи мојата стратегија и понатаму останува ама буквално иста, јас ништо не сум променил, понатаму продолжувам по истиот пат. Сега, третиот дел кој што јас постојано го зборувам, сега повторно ќе го работиме, значи вие ми кажувате дека многу едноставно било да купите овдека биткоин, како што веќе покажавме нормално, и овдека сега тој биткоин кога веќе сте направиле некој колку 300%, така? Значи овдека веќе имате направено 382%, што е сосема солиден напредок. Сега истиот сакате да го промените во алткоини, така? Добро. Јас додав само некои кои што веќе имаат направено многу добар скок, така, значи нема да ги доводиме преку премногу, затоа што овдека можам да ги додадам сега. И Avalanche, еден куп други кои што веќе направиле солиден скок, но ќе отидеме на овие 4 кои што беа многу солидни до сега, така. Значи погледнете што правите сега вие. Значи кога ние сме купувале алткоини, голема веројатност дека некој од овие ќе сте ги закачиле, на пример, ние успеавме да го закачиме Render, така. Каспа го промашивме, Solana го промашивме, Injective го промашивме, тоа е реалност. Значи никој не може да ги фати сите алткоини, тоа е реалноста. Јас зашто постојано зборувам, нема да бркам алткоини кои што веќе го поминале оној огромен скок на почетокот на bull маркетот, затоа што најголемиот профит се наоѓа токму таму. Render, значи го фативме на половина од овој скок, бевме свесни за ризикот и го искористивме тоа и на пример моментално Render е еден од најпрофитабилните коини во нашето портфолио. Така. Но за разлика од тоа, на пример, овие три ги промашивме. Тоа е реалност. Значи нема лутиш, тоа е реалност. Сега, значи вие сте направиле 384% во биткоин. Вау, така. Ајде сега да видиме што ќе сте направиле во Render ако сте инвестирале од самиот почеток, а тоа е негде како што кажавме зимата 2022-2023. Погледнете, значи тоа е крајот на 2022, почетокот на 2023 година сте инвестирале во Render, така. Погледнете. Нема ни да оставам од дното. Еве да речеме сте го фатиле на вториот пат, така, погледнете. 3000%. Тоа е 10 пати повеќе од биткоин, така. Но вие сега ќе префрлате од биткоин од кога направил овој алткоин 10x, сега вие префрлате од 3x на коин кој што направил 10x. Дали ова паметно? Еве логички ве прашувам, значи вашиот биткоин направил 3-4x, така. И сега вие профитите од 3-4x на овој коин ги префрлате на алткоин кој што направил 10x. Дали е тоа логички право? Дали е? Не, така. Затоа што веќе големиот скок го направил. Вие треба да најдете кој што не направил скок. Тоа е поентата на оваа стратегија. Значи овој направил 4x, вие префрлате на кој што направил, да речем 2, така? И сега има потенцијал за движење нагоре. Но најголемите да речем најпрофитните да речем коини, вие сте ги пропуштиле. Значи еве сега да речеме што се случува со Solana. Еве Solana да видиме. Значи Solana. Вие сега префрлате, како рековме, од биткоин префрлате на Solana, така?
Solana направила 2300%. Логично ли е да префрлите на Solana сега? Не. Истата ситуација. Така, еве да видиме Injective Protocol. Значи, оно што сакам да ви кажем е дека со тоа што вие инвестирате во биткоин, губите голема шанса да инвестирате во алткоини кои што може да направат многу поголем скок, многу поголем скок. Дури и да сте направиле некоја мала локација, 4200%. Така. Значи, тоа сакам да ви го кажем, дека на крајот и тоа не се само они, се разбираме. Значи, не се само овие, ова се само пример. Значи, еве ќе го земам и Chainlink кој што направи солиден раст на цената, така? А Chainlink е еден од оние кои што го имаме во најголем дел од нашето портфолио. Значи, Chainlink не направи толку голем раст, ова е најобична корекција, погледнете. Но, истиот од апсолутното дно достигна 424%. Поуспешен од биткоин, така? Еве да видиме други. Значи, тоа се во нашето портфолио зборувам. Кои што, значи, јас не сум ги купил на апсолутно дно, но немало ни да ги купам ни биткоин на апсолутно дно, така? Значи, никој не може точно да погади апсолутно дно. ICP, неуспешниот ICP, така? Погледнете. Апсолутно дно 656%. Сакам да ви кажам, значи, многу од луѓето што мислат дека е така едноставно од биткоин да преместите се на алткоини кои што не експлодирале, значи, еве што сте направиле. Вие практично сте пропуштиле многу подобра заработка во алткоини кои што експлодирале, сега прават корекција и пак ќе експлодираат во следниот период, како што веќе објасниме, затоа што очигледно капиталот се движи од биткоин кон алткоините, нешто веќе видено многу пати до сега, значи сме го виделе во два цели циклуси, нема причина зошто да не го видиме постојано уште еднаш, затоа што тоа е испробана шема по која што оние кои што имаат големи количини на биткоин го прават токму тоа. И ритейл секторот самиот по себе. Значи, ние не чекаме институциите да дојдат да ни донесат пари, тоа никогаш нема да се случи. Институциите сега за сега инвестираат само во коини кои што имаат свој спот ETF, а тоа се биткоин и сега моментално Етериум. Што значи ќе помине време пред останатите алткоини потенцијално да добијат свој спот ETF и институциите да инвестираат големи пари во истите. На тоа не рачунаме воопште, се разбираме. Но што рачунаме е дека овој пат биткоин ќе има многу поголем раст баш поради овие институции и оние кои што имаат големи количини на биткоин се многу поголем капитал кога биткоин ќе порасте над овие алткоини, затоа што институциите влегле во овој биткоин. Сега тој биткоин со толку голема вредност, кога ќе се влее во алткоините, што е сосема нормално и очекувано, како и секогаш во пазарот, што ќе направи? Ќе направи, значи, алткоините да направат енормно голема алткоин сезона. Сега, каде се наоѓаме со алткоините, затоа што гледам дека многу од луѓето кењаат баш заради ова, така. Значи, алткоините се наоѓаат на 20. Тоа е, значи, во оној биткоин или алткоин сезона, многу ниска вредност, така. Што се случило последен пат кога алткоините биле на токму оваа вредност? Погледнете. Значи, кога биле, тоа е октомври 2023 година, така. Ајде сега да се вратиме повторно назад и да видиме каде и што се случувало во октомври 2023 година и тоа ова се, значи, најуспешните, не забравяйте. Сега овие ќе ги избришеме затоа што овие веќе експлодираа, ќе ставиме нормални, значи коини, некои кои што не направиле некој голем баунс или нешто, еве ќе додадеме коини од типот на .USD, кој што се уште нема направено некој голем скок. Кои други ќе ги додадеме, еве ќе додадеме на пример HBAR, USD. Значи ова се само коини чисто рандом да видиме што се случувало и каде биле истите во октомври 2023 година, затоа што не направиле голем скок, значи нема да ги земеме апсолутните шампиони, ќе земеме најстандардни коини кои што нели се уште се присутни и се доста потенцијални. VET-USD еве ќе го земеме и ќе земеме уште еден, кој да го земеме, еве само да видам некој како за пример, например, еве Atom ќе го земеме, кој што дури не е во нашето портфолио, но е доста потенцијален проект. Така, погледнете. Сега, на овој чарт да видиме што се случувало во октомври 2023 година. Погледнете. Значи, пред овој масивен памп кој што започна од октомври, а заврши во март 2024 година. Погледнете. Значи, еве каде биле. Значи, еве го чартот. Значи, алткоините биле на најниска можна валуација, зборуваме наспроти биткоин, со 18 до 20. Така. Каде се наоѓаме сега? Се наоѓаме на 18 до 20. Така. Погледнете што се случувало тогаш. Значи, октомври, еве го, октомври 2023 година. Ова се најобични, значи ова не се оние кои што беа најуспешни. Зборувам кои кои што направија солиден скок и сега повторно се во корекција пред нели следниот бул маркет. Погледнете. Значи ние сме се наоѓале практично на најниската вредност. Погледнете. На најниската вредност, повеќето од нив дури направиле и ново дно. Како што во оваа ситуација тоа можеме да го видиме за Atom,
можеме да го видиме за .USD, така. Значи направиле ново дно кога сме достигнале волку ниска вредност на altcoin со зона индексот, така. Што значи, што нема каде да оди подолу, се разбираме. Значи ние се ногаме буквално на апсолутното дно со оглед на фактот дека ние сме пред следен bull market. Значи ова не е bear market, за да можеме да очекуваме нешто вакво, се разбираме. Значи ние се ногаме апсолутно пред следниот bull market, неизбежно. Халвингот помина. Веќе цели 2 месеци сме после халвингот, така. Што значи дека временски ние се ногаме токму пред најдобриот дел за алткоините како и за биткоин нормално. Она што јас постојано го зборам. Но треба малку трпение, се разбираме. Значи луѓето забораваат дека како и секогаш, значи погледнете, еве го истиот момент. Еве сега овдека се 4 нови коини повторно. Халвинг, истите направиле што? Погледнете овдека, корекција, така. Повторно направиле корекција, после халвингот, додека биткоин се движел нагоре, пред, погледнете, 1, 2, 3, 4, 5 месеци биле потребни пред исто овие 4 коини да продолжат да движат нагоре во хипербола, така. Значи иста ситуација, 4 различни коини, до сега обработиме 12 различни коини и гледаме дека даваат истиот резултат. Дали ви е јасно она што го зборувам постојано сега? И сега ќе се вратиме на ова прашање уште еднаш. Дали вие мислите дека можете успешно да направите трансфер од биткоин во овој момент во алткоините како што се овие 4 кои што моментално ги покажав? Така. Да, доколку вие сте искусен инвеститор, би ви го препорачал тоа. Да, доколку вие имате голема количина на биткоин, па сакате еден дел да го ставите на алткоини, кои што дури да се случи нешто лошо, вие нема да изгубите затоа што веќе сте солидно профит со биткоин, целосно би го препорачал тоа. Нормално. Но дали сте вие тоа? Се разбираме. Тука е многу големо прашање. Значи јас ова го инвестирам од самото дно со цел да не се коцкам. Значи ова не е коцкање ја што го правам. Ова е работа со веројатност. Јас го правам со цел да видам каде се наоѓам, кој е потенцијалот на пазарот, кои се алткоините кои што мене ми се допаѓаат и очекувам дека ќе имаат добар напредок и ги бирам уште од самото дно. Она што ние го правевме во целиот овој период од 2 години беше алокација на што пониска цена на алткоините, кои што знаеме дека понатаму ќе направат аутперформанс на биткоин како што веќе покажавме во последните 36 минути. Така. Што значи? Се извинувам. Се враќаме на основата. Се тоа што кажеме до сега да го сумираме. Очигледно е дека и најслабите алткоини ќе направат, ако ништо друго, барем ист перформанс колку биткоин. Иако има 10 пати помал маркет кап. Така, затоа што е bull market. Затоа што и институциите кои што инвестираат во биткоин ја пумпаат цената на истиот, потоа предизвикуваат китовите кои што имаат јадници биткоини со мала сума да направат енормен раст на алткоините затоа што имаат премногу мал маркет кап. И уште една битна работа што повторно ќе ја демонстрираме сега веднаш. Ритейл секторот уште спие. Значи тоа што јас го кажував, значи Google Search да погледне. Значи веднаш го правам тоа пред вас, нема никакви мештајки, нема никакви, нели. Само секунда, значи крипто прво ќе земеме. Значи зборот крипто, погледнете. Значи ритейл секторот буквално спие. Не во Малта, ни треба worldwide. Не во седниот ден, туку ни треба 2004 парнавака и погледнете. Значи, каде е ритейл секторот? Од апсолутни 100 до 0 поени, ритейл секторот моментално се наоѓа на 33. Така, а како изгледа во апсолутен bull market? Погледнете, апсолутна стотка. Како изгледаше во Dead Cat Bounce или вториот врв? 91, така. Значи, во 2018 година нема да го земеме, затоа што, нели, тогаш прв пат слушнаат за крипто, сега е многу популарно. Погледнете каде се наоѓаме ние во целата оваа ситуација. Ова беше поради самиот биткоин спот ETF, затоа и во јанари имавме толку висока вредност, значи јанари, февруари, кога се расчузи сето тоа, но поглед каде се наоѓаме за крипто. Еве да погледнеме за биткоин. Истата ситуација, така, погледнете. Уште подолу. Значи луѓето се крајно незаинтересирани на 20, значи од 100 на 20. Што е ова уствари Google Trends? Тоа е колку луѓе бараат на оваа тема, се разбираме. Значи од досега прикажаните податоци, затоа што ова е апсолутна стотка од најголема бројка кој што досега барале, така. Значи од колку барале во 2018, па потоа во 2021 година, зборуваме по број на луѓе, и ова е како индекс представено од 0 до 100 колку бараат сега, погледнете. Значи нема никаква заинтересираност, погледнете, после иницијалниот интерес кој што беше буквално само поради биткоин спот ETF, се враќаме на вредност од 20, која што е еднаква на вредноста која што сме имале за време на bear маркетот, погледнете.
Значи ние таква вредност сме имале за време на bear market. Што значи дека се уште спие ритейл секторот, се уште не сме дошле до она масовен бран на луѓе кои што ви се јавуваат, како што рековме, кои што заборавиле дека постоите, ама знаеш дечко, јас се сеќавам ти зборуваше нешто биткоин. Ајде да ми кажеш што да купам, така. Значи сакам да ви кажам дека ритейл секторот се уште спие, не сме ни дошле блиску до оној масовен момент на еуфорија, се разбираме, што ние постојано го зборуваме. Значи тоа е што се случи со аутовите. Моментално аутовите, како што можеме, значи покажеме веќе во многу наврати, во многу различни примери, се во акумулациона зона, се разбираме. Дури и сега она што постојано се тресе дека алткоините ќе направат ново дно, еве да погледнеме. Дали е тоа вистина, затоа што ако се сеќавате, нели, дечкото што има 800.000 значи следбеници на неговиот канал, велеше дека алткоините ќе направат ново дно. Ајде да видиме дали е тоа така. Значи јас сега ќе ги отворам. Во оваа ситуација, значи имаме два индекса кои што се битни. Тоа е само не знам каде ми отидоа, втор пат ги промашив. Еве. Значи Total 3. Каде е новото дно? Он зборуваше дека Total Market капитализацијата на Total 3, кој што е само алткоините практично, ќе направи ново дно. Каде е новото дно? Каде? Значи еве го дното, каде е? Така. Значи он зборуваше сега ќе се качи доминацијата на биткоин до 620, алткоините сите ќе отидат на ново. Каде е новото дно? Значи еве, да не одиме сега алткоин по алткоин кои што се далеку од ново дно, можеби со исклучок на 1-2 проекти, не знам, кои што заостанале поради X причини, дали имате овдека ново дно? Значи ова е маркет капитализација на сите алткоини без стейблкоини и без Етериум и биткоин. Дали има ново дно? Еве втората со Етериум уште подобра. Да, сите знаеме дека првата е најдобра, затоа што овдека е биткоин, така, во ред, но еве, ниту алткоините со Етериум, ниту алткоините без Етериум не се ниту блиску до претходно дно. Погледнете. Има разлика од 100% до претходно дно. Што значи дека ситуацијата не е толку страшна колку што сите ја представуваат, значи не е толку жална колку што сите ја представуваат. Јас не гледам причина овдека зошто би се движиле надолу. Уште еднаш сега се враќаме на она што е многу битно, што е различно во овој циклус и што моментално гледаме. Еве ќе ви кажам што е главниот проблем овдека и зошто и понатаму има одлагање. Од аспект на биткоин циклусот, ние понатаму се ногаме на време. Значи како што покажавме, досега, барем во претходниот циклус, кој што е најдобар, да речам, за алткоините кои што постојат на пазарот, потребни се 4 до 5 месеци за истите конечно да земат замав, но нормално прво треба биткоин да почне да се движи нагоре, нешто што моментално стагнира. Зошто стагнира биткоин? Еве зошто стагнира. Значи ова е чартот на DXY. Ќе тргнеме се моментално од овој чарт, за да видите каде е проблемот. Еве каде е проблемот, погледнете. Значи ова е чартот на DXY и јас овдека ќе го додадам биткоин чартот да видиме што се случувало во претходните циклуси и зошто е сега различно. Погледнете. Значи овдека сега јас ќе го додадам биткоин, само што моментално биткоин не ни е на Битстам беше најдолгиот, да. Ево, погледнете се. Само да ми го даде биткоин. Ево, погледнете се. Првиот солиден бул маркет во 2018 година, погледнете што се случува. Значи, каков бил bear маркетот на DXY, погледнете. Straight down. Право доле. Така. Значи имало dead cat bounce, но многу доле, се разбираме. Значи, откако направил врв, почнал да се движи надолу и тоа е тоа. Каков бил bear маркетот во 2013 година? Направил врв и само доле, така. Значи имаме буквално свеќа по свеќа само доле, со некој еден месец да речем или два во целиот овој bear маркет во обратна насока. Каков беше bear маркетот на DXY во време на 2021 година? Врв и само долу, така. Каков е bear маркетот сега, погледнете? Дали е ова само долу? Дали DXY продолжува да се движи само надолу? Не. Значи поради промените во светот, овде ќе имате еден куп глупости. Значи, дали е тоа војната Иран и Израел потенцијално? Дали е тоа цената на нафтата која што моментално ОПЕК се обидува да придвижи висока, така? Значи тоа се X причини кои што ние постојано ги работиме и постојано зборуваме дека тоа е причината поради која што немавме стандарден bear маркет на DXY, затоа и немаме стандарден bull маркет барем до сега. Нормално, значи понатаму очекуваме сето тоа да се справи, да се среди, но зборуваме стандарден bull маркет, зборувам на најобичните на S&P 500 и Nasdaq. Биткоин понатаму има нормален bull маркет, дури и подобар од вообичаено. Истиот достигна new all time high уште пред да дојде до халвинг, така.
Значи ние се ногаме на многу подобра позиција од претходните bull маркети. Но тоа не го менува фактот, уште еднаш ќе напоменам, дека DXY не се движи надолу како што очекувавме. Тоа е реалноста. Тоа се ствари кои што колку и да анализирате не можете да ги предвидите. И затоа сега се враќаме на тоа што постојано го правиме на нашиот канал. Значи јас никогаш не ви кажувам готово DXY се движи само надолу, тука завршува DXY, ние продолжуваме нагоре, добро дојдовте во bull маркет. Што правиме? Ние постојано ги земаме сите економски појави на пазарот. Геополитички, економски, финансиски, значи се што се случува моментално, со цел да одредиме која е веројатноста дали DXY ќе се движи нагоре или надолу во краткорочни периоди. Долгорочно знаеме каде ќе се движи, но краткорочно, уште еднаш ќе напоменам, не можеме да знаеме затоа што не можеме да предвидиме. Вие не можете да предвидите дали утре на Путин ќе му светне да им лупне нуклеарка во Њујорк. Можете да предвидите? Не можете. Така, не може да предвидите дека будалите од Израел ќе одлучат да бомбардираат амбасадата на Иран во Сирија. Може да го одлучите, можете да го предвидите тоа? Не. Што значи дека овие работи кои се случуваат на пазарот, кои што ја држат цената на DXY на ова ниво, се една од причините поради кои што не сме имале уште подобар bull маркет од она што го очекуваме. И цената и понатаму на DXY останува на ова неутрално ниво. Што во претходните bear маркети не е случај. Во претходните bear маркети имаме straight down од почетокот па до крајот. Тоа не е случај во оваа ситуација. Но уште еднаш ќе напоменам, ова не може да трае вечно, значи многу пати сум зборувале за ова, сите овие мерки, сето ова што го прават моментално, сето ова ќе се сведе еден ден конечно DXY индексот да продолжи да се движи надолу. Зошто? Ќе се вратиме на тој момент сега, затоа што многу од луѓето гледам дека забораваат. Значи, ако се сеќавате, ние кажавме многу јасно каде е овдека проблемот и зошто ова се случува моментално. Главниот проблем и понатаму останува rate cuts. Значи, значи ова е вредност на капитално добро кое што е директно манипулирана од еден извор. Се разбираме? Значи не од пазарот, колку што е овој еден извор. Което е еден извор, веќе многу пати сме зборувале, тоа е Федералната резерва. Федералната резерва и понатаму останува на момент каде што се уште не иницирала rate cuts. И чекаме тоа да се случи. Многу пати сме го покажале тоа, сега ќе го покажам уште еднаш, претходниот bear market на DXY е многу добар пример баш за ова. Значи Fed rate hike, само да најдеме каде беше Fred, ако не се лажам. Ево, Fed Funds, се го заборавам. Значи, ево, Fed Funds, уште еднаш ќе напоменам. Значи, моментот кога имаме rate cuts, што се случува после тоа? Имаме пад на доларот. Овдека падот на доларот уште не е ниту почнат, тоа што ние го зборуваме. Значи, мораме да дојдеме до rate cuts на Федералната резерва, за да можеме да дојдеме до следниот bull маркет како што очекуваме. Затоа што, уште еднаш ќе напоменам, кога добиваме rate cut, значи ова сме го објаснувале милион пати, сега ќе објасним уште еднаш на кратко. Rate cut значи дека Федералната резерва ја намалува каматата по која што позајмува пари, ново испринтани пари во оваа ситуација на комерцијалните банки. Затоа што rate cut оди рака до рака заедно со принтање на пари. Се разбираме? Што значи, во моментот кога конечно ќе одобри rate cut, тогаш значи се помирила судбината на инфлацијата и очекува дека инфлацијата или ќе остане на ова ниво или повторно ќе расте нагоре и почнува да ги намалува своите rate cuts, што значи почнува да принта нови пари, да ја намалува каматата по која што ги позајмува овие пари на комерцијалните банки, затоа што овие пари се потребни на американската влада. А американската влада преку обврзници ги купува овие пари од комерцијалните банки кои што добиваат корист во разликата на каматата по која што позајмуваат од Федералната резерва, а ги позајмуваат овие пари назад на државата со повисока камата. Значи на тој начин сите се задоволни, доларот продолжува да паѓа затоа што имаме ново принтање кое што нели е потребно за државата да може да опстане и автоматски што се случува кога имаме ново принтање на пари? Пад на доларот. Како паѓа доларот, така се останато расте. Што значи дека во оваа ситуација и понатаму остануваме во овој магичен триаголник кој што го гледате овдека, на неделно ниво се гледа многу подобро, се додека не добиеме конечно rate cuts. Сега, тоа е нешто што ќе треба да го објасниме малку подетално, за жал денеска нема да има време, затоа што веќе 1 час зборувам, значи ќе мораме да погледнеме малку подетално во dot plot план. Се сеќавате, јас ви кажав дека ќе има нов dot plot план,
кој што не е нешто посебно наклонет кон нас, но е добар за нас. Зошто го велам тоа? Значи, добра, ајде, може би имаме време, не е толку страшно, само да погледнеме што се случува таму. .plot plan Fed US и тоа беше во џун 2024. Еве да го најдеме, јас не сум го ни отворил, но знам што се случува затоа што го гледав. Значи, кога истиот го презентираше, само да најдам каде се наоѓа истиот. Ево, тоа е официјалниот доплот план. Така, значи уште еднаш ќе напоменеме. Главниот момент овдека не е rate cut, објасниме зошто. Така, сега, што се случува? Значи ево, 12 јуни 2024 година Summary of Economic Projections или доплот план. Значи, најглавната работа која што нас овдека ни е битна е колку ќе имаме rate cut. Значи, претходно беше поинаков, сега е поинаков, затоа што претходно се очекуваше дека ќе има многу повеќе. Еве, чисто да го споредиме тоа, за да видите зашто е толку битен. Значи, Fed.plot план, значи во март. Претходниот беше во март. Еве, ќе го отвориме истиот за да видите, значи, која е разликата. Тоа е уствари она што многу од аналитичарите на западот го гледаат. Значи, ќе го анализираме малку подетално во друга прилика. Сега само на кратко ќе го анализираме затоа што денеска се обрнавме на нешто многу побитно, а тоа е нели алткоин наспроти биткоин. Погледнете. Во март они очекувале дека ќе достигнат до 4,5 до 4,75. Така, од моменталните 5,5 тоа се околу 3 rate hikes, така. Значи 3 rate cuts се извинувам. Што е 0,25% на 3 различни месеци надолу, ако не одлучат повеќе, но повеќе нема шанси. Што случува моментално? Гледаме дека се премислиле, така, значи за 3 месеци направиле нова проценка, каде што сега поголемиот дел не очекуваат дека значи ќе остане на 5 до 5,25. Така, значи погледнете, 5 до 5,25. Со тоа што моментално е 5,5. Што значи наспроти 3 кои што се очекува во март, сега се очекува еден rate cut. Еден rate cut, ако веќе доаѓа, јас уште еднаш ќе напоменам, сигурно ќе дојде пред изборите. Изборите се во ноември, значи дека не може они да чекаат до ноември за да направат rate cut. Очигледно нема да го направат тоа во јули, затоа што и понатаму мора да чекаат да видат што се случува со инфлацијата, дали истата ќе продолжи да се движи надолу. Најлогично останува да биде септември. Така, септември се гледа дека 56% од луѓето на пазарот очекуваат дека ќе добиеме rate cut. Зошто? Значи прво, затоа што веќе почна, значи Европската унија веќе го направи тоа, Канадската централна банка веќе го направи тоа, а најчесто овие, да речем, големи сојузи, посебно овие гериатрија 7, функционираат така со цел да, значи, нема големи промени на економијата од една во друга, затоа што они се доста поврзани кога станува збор како економски блок, така. Што значи дека мораат да бидат усогласени со својата политика. Во оваа ситуација во јули не очекуваме ништо, но во септември веќе 56% од луѓето очекуваат дека ќе добиеме rate cut. И овој rate cut е пореален, се пореален, затоа што Бајден ги губи изборите. На никој од гериатрија 7 не му одговара Бајден да ги изгуби овие избори, затоа што ако дојде Трамп, ќе има целосен решафл, значи он буквално ќе ги промени сите овие работи на западот. Почнувајќи од тоа како функционира оваа крвожедна организација НАТО, до бркање на нејзини членови, до оваа војна со Русија и Украина, кој што кажа дека ќе заврши за 24 часа, значи тоа нив не им одговара, се разбираме. Зошто е ова толку поврзано? Затоа што Федералната резерва го има клучот за успехот на Байденомикс, односно rate cuts ќе предизвика релаксирање на економијата, ќе добиеме инфлација со која што доларот ќе почне да паѓа на вредност, но се ќе почне да расте. Значи она што вие го поседувате ќе почне да расте. Така, значи дека вашата недвижност ќе почне да расте на вредност, златото кој што го поседувате, криптовалутите кои што значи дека ќе почнете да се чувствувате богат, се разбираме. Како се движи надолу вредноста на доларот, така сето она што го поседувате почнува да расте. Значи тоа е инфлација. И оваа инфлација вас ве прави да се чувствувате богат, се разбираме. Освен со вашата плата. Платата ви е катастрофа, но се друго што поседувате е богатство. Почнува да расте, така. Вашите акции пораснале, вашето злато, не знам, нафта сте купиле, крипто, биткоин, така. Што значи дека во тој случај Бајден ќе испадне и ќе каже гледате економијата цвета, се што поседувате расте на вредност, значи дека Бајденомикс работи и на тој начин Федералната резерва ќе му помогне на Бајден да го одржи своето место на потенцијален следен председател Дедо Мраз Темола. Значи се договоривме уште еден мандат 4 години и да завршиме и со Запад и со Бајден и со се. Значи жити мајка. Само толку барам за нова година, ништо повеќе. На Бајден уште еден мандат, цел.
Така, значи, уште еднаш да напоменеме, rate cut е клучот. Овој дотплат ќе го анализираме подетално, затоа што овдека треба да разговараме и за PC инфлацијата, CPI инфлацијата, GDP, кој што гледаме дека ќе паѓа, да не забораваме на невработеноста и така натаму. Значи, идејата е дека овој дотплат е многу по-конзервативен, но тоа не го менува фактот дека и понатаму се очекува rate cut. Нас ни е потребен еден, затоа што главниот дел од bull маркетот и понатаму останува да биде кога? Во следната година. Сега се враќаме на самиот циклус, кој што е многу битен. Значи, од она што веќе го знаеме, од биткоин генерално, така, и од неговиот циклус, кој што можеме да го видиме на овој чарт. Значи, само да видиме каде се наоѓа, каде го изгубив чартот, премногу чартови. Значи, ова е стандардниот чарт кој што го следиме во однос на тајмингот на биткоин циклусот, така. Значи, многу пати сме успоредувале, досега и понатаму останува да биде прецизен како швајцарски часовник. Значи, вкупниот циклус на биткоин е 48 месеци, ќе го избричам само момент затоа што ни смета. Значи, 48 месеци останува од дно до дно циклусот на биткоин, со тоа што моментално во овој дел ние, значи, каде се наоѓаме од врв до врв, значи е 35 месеци, така. Со тоа што 35 месеци тоест не од врв до врв, туку од дното до врвот. Значи, од дно до дно е 47 до 48, од дно до врв е 3 години, 35 месеци. Погледнете. Го става крајот на овој bull маркет негде во ноември 2025 година. Не значи дека ќе биде точно тогаш, но историски гледано гледаме дека точно тогаш бил. Така. Значи, тогаш бил врвот на секој од овие претходни два циклуси и во оваа ситуација, значи, не гледам причина зашто не би се случило истото. Повторно, не мора да биде точно тогаш, идејата е дека главниот дел од овој bull маркет и понатаму останува да го очекуваме кога? Во следната година. Се разбираме. Значи, оваа година после халвингот е само почеток кој што целосно ќе биде комплетиран во текот на следната година. Така да, нас ова ни одговара, затоа што ако има само еден rate cut оваа година, тоа значи дека следниот ќе има многу повеќе. Ако има следниот има многу повеќе, се враќаме на овој чарт, очекуваме цената на DXY да продолжи да паѓа на секој rate cut, а ние да продолжиме да растиме како криптосфера. Така, значи дека од аспект на каде се наоѓаме, значи е сосема комплетно, сосема на место. Воопште ништо надвор од вообичаеното. И уште еднаш, она што го зборувавме, дуплиот халвинг. Не заборавајте дека сега имаме дупло поголема количина на пари кои што влегуваат во биткоин, значи вчера само што одобрија и во Австралија биткоин спот ETF, кој што почнува да тргува во четврток, веќе тргува на германската берза, веќе тргува на лондонската берза, веќе тргува на америчките берзи, значи нема каде не тргуваш, значи дека ќе имаме многу поголем наплив на капитал во биткоин, а со тоа и многу поголемо зголемување на цената на биткоин. Уште еднаш, ние не очекуваме дека институциите ќе донесат капитал во алткоините, очекуваме дека китовите ќе донесат капитал во алткоин, затоа што е нормално и би било глупаво да имате 1000 биткоини, а да не издвоите 100 и да ставите на алткоините. Но 100 биткоини на алткоини представува енормен капитал, се разбираме. Што значи дека и понатаму ова е логичен развој на случај на самиот циклус кој што досега многу пати сме го виделе, верувам дека ќе го видиме уште еднаш, од биткоин во Етериум, од Етериум во Large Caps, од Large Caps во се останато. Затоа и имаме толку голем простор очигледно пред да дојдеме до врвот на следниот bull маркет. Тоа не значи дека ние ќе чекаме 35 месеци да поминат па да продаваме во ноември 2025 година, тоа значи дека постепено ние ќе продаваме, но е премногу рано, ние не сме почнале да се движиме нагоре. И не заборавајте, значи уште еднаш се наоѓавме на долната граница на овој канал, сега е веќе време да почнеме да се движиме кон горната граница. Кога тоа ќе се случи останува да видиме, овде ја сум ставил некој рейндж во летото 2025 година, останува да видиме. Тоа не значи дека биткоин ќе дојде 650.000, но останува да видиме. Со институциите и дуплиот халвинг не се знае. Ова е прва ситуација, до сега никогаш не сме имале момент каде што биткоин достигнал ваков тип на адаптација. Значи дека ова е се ново и ова е прв пат нешто видено на пазарот кое што ние ќе имаме чест да го видиме за прв пат. И некои дополнителни индикатори кои што сакам да ги споделам на самиот крај. Значи понатаму гледаме Rainbow Chart дека се наоѓаме во акумулациона зона. Значи само момент, пред да продолжиме понатаму, нешто многу интересно кое што сакав да го спомнам. Значи погледнете, исто така од тип на од момент на каде се наоѓаме со индикаторите, погледнете. Значи понатаму продолжуваме во ова акумулационо поле. Така, што е ова? Како и претходните, стандарден bull flag формација. Погледнете, веќе неколку пати до сега сме го имале тоа, ни целиот овој bull маркет,
ништо ново и понатаму продолжува да биде стандарден bull market flag. Со тоа што јас очекував дека овој пробив ќе успешен и ќе продолжи нагоре, гледаме дека тоа не се случи, но и понатаму оваа акумулација продолжува. Повторно, знам дека масакар ги направи алткоините, немој да мислите дека мене ми е сеедно кога ги гледам, но затоа не ги гледам. Значи моментално не го гледам портфолиото, го гледам како што веќе објаснив многу пати, од аспект на тоа колку големи се торбите кои што ги поседуваме, кои проекти ги имам и што уште сакам да докупам, затоа што е одлично време за тоа да го направам. Така, затоа што цените се супер. Сега, неговата вредност. Значи 100 RSI моментално е на 11, а RSI на 61. Последен пат кога 100 RSI бил толку низок, тоа е во август 2023 година. Каде сме биле во август 2023 година? Значи погледнете. Ево го, каде сме на момент. Значи ова е апсолутно до дно, така? Значи ова е, погледнете, оној последен баунс кој што го имавме на Wyckoff акумулацијата пред продолжување нагоре. Погледнете. Значи август 2023 година. Што сме добиле после тоа? А ова е последен пат кога 100 RSI бил на толку ниска вредност. Погледнете, пред нели имаме уште еден баунс, но погледнете. Кога сме имале толку ниска вредност, ете што се случило. Така. Еви на дневен чарт да погледнеме дали е нешто такво слично. Значи погледнете, само мен техничарот ми е малку возбуден. Значи последен пат и овдека дори имаме такво нешто слично. Само да погледнеме како изгледа. Значи, тука да погледнеме RSI, например. RSI е 42, 100, овдека RSI е 35, така. Значи, кога бил 35, ние сме го допрале ова дно овдека и сме продолжиле нагоре и сме направиле солиден раст, погледнете и сами, од 27%. Моментално ние се ногаме на истото ниво, значи се ногаме на неколку степени разлика од претходниот момент кога сме се ногеле на толку низок степен на RSI и да не забораваме дека имаме стеснување на Bollinger Band, кој што најчесто представува експлозија во една или во друга насока, за жал овој пат е надолу, но тоа не го менува фактот дека ова е само поради обивањето кое што го добивме на претходниот all-time high. Порано или подосна ова ниво ќе се скрши. Ова само ни дава уште малку време да акумулираме. Уште еднаш ќе напоменам, значи ова зависи како гледате на работите, се разбираме. Ако мене ме прашувате, јас би сакал ова да продолжи барем уште некој период, затоа што се уште постојат коини кои што сакам да ги додадам во моето портфолио, кои што постојано зборувам дека треба да ги додам во моето портфолио и сега ми се пружа шанса тоа да го направам по солидни цени пред истите да експлодираат. Значи повторно јас не ви кажувам што да правите, како и никогаш до сега. Ви кажувам што јас правам на пазарот, а вие сами одлучете што со тоа, нели, во вашето портфолио. Секој треба сам да одлучи и да види дали ќе го сноси овој ризик или не. Значи уште еднаш маратоне, не се ногеме на трка, не е ова спринт, ова е маратон. Потребно е време, гледаме каде се движиме, дали од оно што го зборував досега се не испадна така. Дали кога зборувавме дека е дно, не испадна дека е дно. Дали кога зборувавме дека ќе се движиме нагоре, не се придвижиме нагоре. Повторно, тоа не значи дека понатаму јас нема да направам грешки, секој прави грешки. Едноставно некогаш не е ни грешка, тоа е нешто што не може да го очекувате на пазарот, некои непредвидени случувања, но тоа не го менува фактот дека сега за сега и понатаму циклусот се движи токму како што очекувавме. Погледнете. Значи ние врв на циклусот очекуваме кога цената ќе се придвижи во овие жолто-портокалови, да речем, нивоа. Ние се ногиме во зелено ниво, што значи дека и понатаму се ногиме во каде? Still cheap. Така, значи понатаму е ефтино за купување. Врв се движи кога се наоѓа над жолта до црвена линија. Ние се ногиме во средината. Значи дека не сме го постигнале следниот циклус. MVRV score. Ние достигнуваме врв на овој скор кога се ногиме од, да речем, 7 па до 10. Така, значи ова црвено, да речем, ниво. Ние се ногиме на 2. Значи ова е колку е подценет или преценет биткоин. Во однос на NUPO, значи тоа е нели оној психолошки чарт, каде што во однос на цената и индексот се ногиме во belief, така, значи belief е верување, така. Каде е belief? Belief е буквално пред самиот врв, пред конечно да дојдеме до оној масивен скок на пазар. Значи ова се индикатори кои се неутрални, кои што ги презентираат овие наоѓања врз основа на досегашни нели податоци. Значи нема лага дека никој не го мести тоа. Ги поставувате математички индикаторите во однос на досегашниот чарт и ви кажуваат каде се ноге, така. Значи во однос на балансот. Гледаме дека она продажба која што имаме од 0,1 ќе почнеме стагнира, така. Што значи дека луѓето веќе не продаваат. Значи ова се веќе број на волети со коини, така. Погледнете.
Значи, иако сме имале, веќе гледаме дека оваа продажба забавува, значи немаме пат, како што е на пример овдека случајот кога сме биле на врв, туку истата забавува, значи дека оние кои што веќе купувале не планираат да продадат. Иста ситуација и овде. Значи 10 биткоини гледаме дека значи имало тренд на продажба, но гледаме дека истиот во последните месец дена забавува. Истата ситуација имаме 100 биткоини, значи погледнете, 100 биткоини. Тоа се новчаници со повеќе од 100 биткоини. Новчаници со 1000 биткоини кои што имаа скок, еве сега има некоја мала ликвидација, но повторно, значи пак е на некој начин неутрално, иако сме имале иницијален голем скок. И значи 10.000 биткоини, кој што е можеби најдраматичен, затоа што е, верувале или не, најактивен за разлика од останатите. Значи, но повторно е на некој начин гледаме забавува, така. Значи сме имале иницијален пад по кој што гледаме забавување, така, кој што најчесто би значил и акумулација во овој период. Што значи дека се помалку и помалку продаваат луѓето на пазарот и Fuel Multiple, најголемите продавачи, секогаш се мајнерите, затоа што постојано продаваат на пазарот, од цел да останат профитабилни. Значи, ова беше дел кај што беа енормно профитабилни, халвинг, се преполовува нивната профитабилност и гледаме дека постепено повторно се придвижуваат нагоре. Што значи дека и понатаму мајнерите не се во толку лоша состојба за постојано да прават дамп на пазар. Значи дека и дополнителните индикатори ни покажуваат дека имаме доста голем простор за напредок на овој пазар. Мислам дека беше доволно, 1 час објаснивме многу, се надевам дека уживате во она што имаме да го кажеме, значи техничка анализа може да се зборува, верувајте ми, 3 дена. Значи ова што денеска го зборував беше затоа што мене лично ме погоди. Значи на толку зборување 2 години да објаснувам исто и на крајот да ми кажете дека тоа што сум го кажал е погрешно, а гледаме дека ништо не се променило на пазарот е смешно, но затоа сме овдека, ќе објасниме повторно. Значи едно е да прашате, друго е да обвините, како и да е, тој што го направи тоа си знае сам за себе. Значи уште еднаш ќе напоменам, еве јас детално објаснив што и како и зошто, а вие сами одлучете дали сум во право или не. Значи ако мислите дека треба да го направите тоа слободно на ваш ризик, значи секој од вас одлучува за себе си. Јас ви кажувам што јас правам на овој пазар. И за крај нормално че веќе имаме повеќе од 1000 видеа, оние кои се нови на нашиот на нашиот канал, значи се малку збунети верувам, така да погледнете го прво видео на врвот од самиот канал кој што ќе ви помогне да научите што и каде може да најдете на нашиот канал, затоа што има многу материјал во различни плейлисти, така да погледнете го видео, ќе ви стане многу појасно што и каде да најдете на нашиот канал. Дополнително во секое наше видео, значи може да најдете битни информации во дескрипцијата на видеото. Прво за почеток нормално секогаш еве гледате, значи без разлика дали сум опериран или не, дали можам да седам или не, значи видео ќе има. Така да јас работам за македонската нација без престан. Единствено што барам од вас е доколку ви се допаѓа ова што го работам и мислите дека сте научиле нешто, да ми помогнете да го прошириме на што повеќе македонци. Значи мене ме кошта 3 часа да го направам видеото, ви е потребно еден лайк, коментар или шер на овој материјал со цел што повеќе македонци да го видат. Идејата е да едуцираме што повеќе македонци пред почетокот на овој масивен бул маркет, зборам во најдобриот дел од истиот. И нормално, значи на тој начин да помогнеме на што повеќе македонци да се описменат финансиски и да станат финансиски независни. Така да помогнете ни, да помогнеме на што повеќе македонци, а нормално, значи вашата лична препорака е клучниот момент како тоа може да го направите, доколку ова што вие го учите на нашиот канал е позитивно според вас и сакате да го споделите со повеќе македонци. За крај, значи во секој од нашите видеа ги имате социјалните мрежи кои што би ви препорачал да ги заследите, затоа што значи објавуваме многу податоци надвор од видеата кои што се битни, кои што верувам дека ќе ви помогнат да научите многу за економијата, така да заследете ги овие социјални мрежи, како и нашите два резервни канали на Odyssey и Rumble, со цел нели да имаме каде резервно да имаме оваа нормална материја. И нормално за крај, значи имаме продолжуваме и понатаму со работа 0 евра по македонец, тоа никогаш нема да се промени, но доколку почувствувате дека сакате да не честите едно кафе, значи на ваше барање ги ставивме овие да речем блокчейн адреси, на кои што било кој од вас, како и ова, значи само момент, како и ова апликација која што некој купи ми кафе, значи тоа се две, да речем, платформи каде што можеме да добиеме нешто од вас како да речем некој најобично кафе, а ние потоа транспарентно ова го враќаме назад на македонскиот народ, значи со тоа што веќе организиравме две добротворни акции и истите ги доставивме, значи транспарентно сето она што вие сте ни го доставиле како донација до македонскиот народ во претходните два случаи во прехранбени продукти. Понатаму ќе видиме, значи кога ќе имаме некоја поголема сума, ќе организираме повторно нешто,
Така да ви благодарам, се надевам дека уживавте во сето ова што го работевме. Очекувате во текот на утрешниот ден, значи многу битна категорија, а тоа е Real World Asset категоријата. Значи додаваме уште една категорија на оние категории на нашето портфолио, каде што гледаме во што имаме инвестирано, во што треба да инвестираме допрва. Значи уште еднаш, значи јас инвестирав во текот на вчерашниот ден во аудио, затоа што имаше солиден пад на пазарот, а во следниот период сигурно ќе инвестираме во Ondo Finance, како што веќе кажав, тоа е следниот кој што сакам да го имам во портфолио и тоа планирам поголема сума, затоа што тоа е Real World Asset токенизација, најголемиот и најдобриот проект моментално и сакам да го поседувам како таков. Така да тоа е во однос на утрешниот ден. Овој викенд потенцијално ќе направиме подкаст со Никола после долго време, на мое големо задоволство, значи уживам да зборувам со типот, дечкото стварно си ја разбира работата. Се надевам дека ќе успееме да го организираме тоа, потенцијално тоа би било неделното специјално видео. Во обратен случај ќе најдем нешто интересно сигурно, не се секирајте, гледате дека ниту на денот на еден ден после операцијата не ве оставив без неделно специјално видео. Значи ветив на супругата, ако можам да одам, дечките ќе гледаат видео од мене и гледавте, значи во неделата имавте видео. Се надевам дека ви се допадне нормално. Тоа е се за денес. Уживајте. Понатаму веќе знаете како ќе се движи материјата, затоа што вие гласавте. На нашиот Facebook профил, значи стојат следно што ќе се случува. Како што кажавме, значи Real World Asset токенизација, потоа следуваат Altcoin вести и на крај вести, економија и биткоин. Тоа е основните, стандардната работа на канал, нешто дополнително ако има ќе вметнеме, не се секирајте. А во меѓувреме уживајте во нашата материја и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.